Техничкиот развој носи поволности во различни сфери на денешниот свет, а се разбира образованието ги ползува сите овие предности. Затоа модерната технологија преку дигитални содржини и современи информатиско-комуникацијски уреди е составен дел од наставната програма на училиштата. Пионери во областа во нашиот град се 23-то оделенци од Илинден на чело со наставникот Добри Јовевски. Тој, откако е во професијата, успешно се обидува да ги спои модерното и традиционалното, своите ученици да ги подготви за технолошките искуства на современието, при тоа олеснувајќи и правејќи им ја едукацијата позабавна. Овој енергичен ментор со проектот Бабини игри по триумфот на национално ниво и освојувањето на високо признание на Европскиот форум во Москва стигна до второто место на планетарниот самит на иновативни наставници кој се одржа во метрополата Вашингтон, остварувања со кои ги направи горди сите кривопаланчани. На покана од Јовевски и неговите ученици гостувавме во училницата од иднината, а умните домакини се пофалија со нивните модерни нагледни средства, на кои дури и врсниците од развиениот свет можат да им подзавидат. Направивме обиколка и другарувавме со нив, а претходно со наставникот поразговаравме за тоа со што се неговите ученици располагаат. Поканата се однесуваше на тоа да дојдете да видите еден тип на смарт училница. Што тоа значи? На почетокот би сакал да кажам дека користењето на технологијата во денешни услови веќе не е избор, него е потреба. Ние знаеме дека секојдневно сме обкружени со најразлични информатиско-комуникацијски технолошки уреди, кои што ги користиме во секојдневниот наш живот. Сега, поаѓајќи од тој аспект, сакав како наставник да им ги доближам сите тие можности кои што можат или со кои што ќе се сретнат во текот на животот учениците со кои што јас работам и пошироко сите ученици кои што се во нашето училиште. Се однесува на почетокот добивме смарт табла која што ја користивме тука реализирајќи најразлични содржини со учениците, посебно по математика, англиски јазик, бидејќи софтверот кој што го содржи самата смарт табла даваше најразлични можности и опции да ние ја користиме во реализирање на содржините и на часовите во училиштето. Со текот на времето, нели како што се движеше ова учебна година, имавме можност да добиеме уште други уреди, така да преку отворете ги прозорците добивме еден монитор на тач и два едукативни софтвери кои што се во склоп со тој монитор, кои што ги инсталиравме и учениците и таму има можност на друг начин да ги всушност да ги решават сите оние проблеми кои што се во наставниот план и програма како цели дадени, да ги усвојуваат целите, но на еден подруг и поинтересен начин. И оттука ми дојде идеја, бидејќи пред некоја година имав добиено на награда еден лаптоп со ротационен дисплеј и го донесов во училиште за да учениците видат и на тој начин како можат да го користат, да ја користат технологијата и да ги учат содржините повторно на еден така забавен и интересен начин. Имав можност да ги прашам учениците или родителите да им обезбедат таблет апарати и уреди на самите ученици, ги донесов во училиште, инсталиравме едукативни софтвери кои што се доста забавни и интересни, посебно по предметот математика, бидејќи и јас кога бев ученик, а се надевам дека и по старите генерации ќе кажат дека кога стануваше збор за математиката, ние мислевме дека тоа е нешто многу страшно. Но сакав како наставник, нели, сето она што мене како ученик ми пречело да го надминам и на учениците на еден многу поинтересен и позабавен начин со помош на технологијата, математиката да стане секојдневие наше и многу на лесен начин да ги совладуваат сите оние содржини кои што ги работиме во училиште. Така да, ете, имавме можност и поддршката од директорот што ни ја даде за да, нели, нашата училница уште повеќе се осовременува во соработка со Ултра фирмата која што е застапник за смарт таблите, ни ја донесоа и мултитач масата која што има исто така вграден софтвер, да ја користиме еден месец во нашето училиште, бидејќи таа маса е мобилна низ цела Македонија се движи, беше во едно училиште, ние ја побаравме да биде и во нашето училиште за да учениците можат и преку оваа маса, каде што има покрај математички содржини и содржини од англиски јазик, географија, забавни игри кои што се во склоп на целите или на потребите кои што ќе им бидат утре како важни компетенции за учениците да одат понапред во животот.
Наставникот од 21. век истакнува дека средината, условите и ресурсите треба да мотивираат за да се постигнуваат успеси, иако за други се изговор дури и оправдувања. Заедно со неговите ученици, забавувајќи се, владеат со модерните технологии и уреди како што е Kinect, а едуцирајќи се преку Jumpido, дури и физички се активни. Содржините кои се пред нив се лесни и забавни, учениците работат во двојки или се надпреваруваат меѓу себе. Поединечно се усовршуваат, а во нив уживаат и врсниците на овие ученици од другите класови. Со волку технологија, дури и повозрасен ке треба да се прилагоди, како и да е, токму учениците се истакнаа дека со задоволство ја прифаќаат. Еве дел од нивните омилени едукативни содржини преку кои се пофалија со модерните нагледни средства. Јас сум Ерика Ставановска. Јас сум Лука Николовски. Лука, кој оделение сте вие? Ние сме од трето оделение. Трето оделение сте, веќе се снаоѓате со овие комплицирани игри, тешко ли е да ни кажеш? Не. Ајде, Ерика, ти објасни ни практично што беше оваа игра, што правите? Ние со ова игра учиме поброгу математика. На ова беше множење. Така? Да. Ти веќе знаеш да множиш? Да. И поинтересно е вака или на тетрадка и на лист карти? Како е поинтересно? Поинтересно е на смарт таблет. Добро, ти Лука предходно знаеш ли да множиш? Или со ова полесно се учи? Со ова полесно се учи. Се вкупно. Интересно ли е на овој начин, се забавувате ли, има ли игра? Да, е забавуваме си многу интересно. Јас се викам Ева Новкова. Јас се викам Ангела Стојановска. Јас се викам Мати Димитровски. Јас се викам Симона Стојчева. Јас се викам Марио Димитровски. Ајде, Марио, со тебе завршиме и од тебе да почнеме. Кажи ни што е ова, што е пред вас, како се вика? Смарт маса. Смарт маса. И што правите вие на Смарт Играме масата? игри. Ајде сега, ти малку да ни кажеш колку време ја имате? Оваа маса ја имаме некаде околу 15 дена. Може да ни кажеш какви се игри може да се играат? По кои предмети можете да ги поврзете преку игра? Тука има и многу интересни игри. Можеме по математика, има за сметање, игри со сметање, Има, мислам, има по географија. англиски, Да, по англиски јазик. игра. Ова е маса која што се користи на тачи е на англиски јазик. Во неа има многу интересни игри и со тие игри можеме да научиме по било кој часови. По било кој предмет. кој Сега ова предмет е. која играта на кој предмет е посветена? Оваа игра е посветена на англиски јазик. На англиски, ама и на англиски. географија. Да, Што англиски практично географија. треба да правите? Треба да ги погодиме овие. Градовите да ги ставите на континентите каде што се наоѓаат. Да, на соодветното место. Да, предходно знаеше ти овие градови кои каде се наоѓа? Не, јас научив од оваа маса. Милена Михаилова. Ти? Ивана Петкова. Само. И ти си? Давид Михайловски. Ајде, Давид, од тебе ќе почнеме. Што е ова што е пред вас? Многумина може не знаете како се вика, да вие веќе умешно работите. Како се вика оваа справа? Таблет. Таблет? Чиф овој таблет? Да не е некој од ваш или на наставник? На наставникот. Добро, и што правите вие на него? Ние на него учиме математика и друго. Александар Пешовски. Добро, ти? Јас сум Елена Павловска. Александар и Елена. Ајде, Александар, кажи ни ти која е оваа игра, како се вика? Пишуваме букви на латиница. На латиница. Предходно знаевте ли на латиница буквите да ги пишувате? Да, А со ова се учи полесно? да. Друга некоја игра има на овој компјутер или? Само овој. Што друго се игра на овој компјутер? Што се учи? Се не решава задачи. Јас се викам Мати Гроздановски. Јас се викам Антонета Ристовска. Јас се викам Даниел Ивановски. Даниел, ти ќе ни кажеш што е овој ти? Како се вика? Таблет. Добро, на таблетот што правите? Играме Играте игри, ама и и решаваме задачи. решавате задачи. Учите. Кажи ни како се вика оваа игра? Може ли некој друг еве да го советувате да ја најде да ја симне апликацијата и да ја игра? Како се вика? Оваа игра содржи математички задачи за полесно да научиме математика. Ти веќе знаеше математика пред да почнеш да играш или Да. научи нешто? Сега полесно ти е? Да, На некој од другите работи работиш ти? да, На која ти е најинтересно? Се менувате веројатно со другарите? да. На која е најинтересно? На смарт масата. На смарт маса? 4 плюс 9, 1 плюс 3, 7 плюс 10, 7 плюс 5,
Браво. Јас сум Тамара Велимовска. Тамара. Јас сум Тамара Алексовска. Јас сум Јана Илиевска. Значи Ерика, две Тамари и Јана. Ајде со Ерика зборевме малку да бидеме другари кон другите. Ти ке ни кажеш сега, Тамара, што е ово? Ова е монитор на тач. И што правите на него вообичаено? Играме игри. Играте и преку нив и учите. Да. Какви се игри има ти, Тамара? Математички игри, и други игри. Игри на меморија, како што Да. видов. Учите и ако можем да забележим, како се чита часовник, аналоген. Добро, интересно е ова. Да. Што? Овие две цедиња се сместуваат во мониторот на тач и едното е по математика, а другото е за развивање на меморијата. Вие најчесто со нив, значи, Да, играте? најчесто со нив играме. Може ли да се користат и на други компјутери? Може да се користат на други компјутери. Тешки се, лесни се, забавни Има се? и тешки, лесни и многу се забавни. Значи, Сара. ти си? Михаил. Антонио Стојов. И тебе те запознахме, ти си? Лука Николовски. Добро, Лука Николовски. Сара беше, така? Да. Сара, што имате вие денеска пред вас? Ние имаме денеска пред нас таблет Таблетот го користите за? за играње на различни игри. Играте какви игри, да ни објасниш? Има нацртано животно или некој предмет и треба да го погодиме. Има напишано некои букви и треба да го погодиме. Веројатно е на некој друг јазик, така? Кој јазик го учите преку ова? Не? На англиски. Тешко е? Не. Ајде да ни кажеш ти една игра, вклучи и да видиме како се игра, може? А ово е Umbrella. Umbrella што е всушност? Ајде ќе ни кажува некој на македонски што е? Umbrella е чадор. Ајде така, кажете и на англиски и на македонски. Ова е. Ова е монстр, чудовиште. Браво, Лука. А ово е зигзаг. Зигзаг. Значи, скривена црта. Па Umbrella, чадор. Пак. Вие со ова научивте некои нови зборови? Ова е needle, игла. Претходно што не ги Needle, знаевте, needle. сега научивте некои зборови. Да. Денот со наставникот Јовевски и неговите ученици беше интересен и богат со искуство, а ова е само дел и во целост ќе ви ги представиме умните и линденци во убава емисија. Со оведување на IT технологијата во наставата, Јовевски се надева да создаде мотивирачки услови за учениците и за него како ментор. Целта е поголем успех по сите предмети и основа за врвни достигнувања на различни полиња во иднина.